Еве сме денеска со моите соработници, дел од Советот, дел од Општинската администрација, во посета на населено место Муртино, каде што вршиме увид на асфалтирањето на новата улица. Денеска е предвидено асфалтирање на две улици во населено место Муртино, нешто кое што е произлезено од собирите со граѓаните по местните заедници како нивни приоритети и секако дека го реализираме. Ова градежна офанзива започна со асфалтирање во населено место Сачево. Утре продолжуваме со 3 нови улици во населено место Банско. Секако не го забораваме и Просениково како приоритети кои што се издвоени од страна на граѓаните. Во оваа рамка на асфалтирање имаме предвидено 30 улици за овој период од 6 месеци кои што ќе ги реализираме и секако со многу засилена динамика продолжуваме и понатаму. Вреди да се истакне за населено место Муртино дека веќе разговараме со проектантот во однос на некои забелешки кои што ги има Министерството за животна средина за измени на проектот во однос на сливници и слично, за да конечно почнеме со распишување на јавната набавка за реализација на атмосферската канализација во населено место Муртино. Знаеме дека станува збор за едно од населените места кое што представува ниска кота и е сливно подрачен на огромен дел од атмосферските води. Впрочем, затоа и беа проблемите со поплавување на населено место Муртино, но заедно со мојот тим успеавме да обезбедиме и проекти, секако 60 милиони денари или 1 милион евра средства од Министерството за животна средина за реализација и решавање на овој крупен проблем на граѓаните на населено место Муртино. Овде сакам да кажам дека многу посветено работиме во решавање на предизвиците со кои што се соочуваат граѓаните, секако не само во населените места, туку и во урбана Струмица, во градот Струмица. Деновиве започнуваме со асфалтирање и бетонирање на неколку улици во Турското мало, секако и низ градот, но преку вас медиумите ќе бидат запознаени граѓаните.